нашето 9-то издание на емисијата Агроспектар, почитувани гледачи, ќе поразговараме за сите оние мерки и активности кои што се актуелни што од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, што од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Во ова наше 9-то издание гостин во студиото на К1 телевизија е Игор Златков, директор на Агенцијата за поттикнување и развој во земјоделството. Господине Златков, добро дојдовте. Добре најдов. Добар ден до вас, до К1 телевизија и поздрав до гледачите на регионална телевизија и на вашата земјоделска емисија. Благодарам. Еве, за почеток ќе проговориме првен конкретно за агенцијата, бидејќи знам дека агенцијата е една од оние кои што бележи континуиран успех, постојано работи, можеме тоа да го забележиме и од нашите работни единици овде во Велес што ги имаме и оние работни единици во регионот. Ќе може ли да ни кажете малце повеќе, еве, како функционира самото тоа, каков е односот од агенцијата спрема земјоделците и подоцна и за дисперзираните канцеларии кои што ги отварате? Агенцијата најпрвен постоеше како центар за унапредување на земјоделството уште од 1976 се до 1998 кога беше преименувана со закон за формирање на агенција во Агенција за поттикнување на развој на земјоделството. Имаме моментално 116 вработени, на кои што треба да се дополнат уште 14, кои што се во постапка за добивање на решение, но пред се млади агрономи и насоката на вработување на понатамошен кадар е млади агрономи. Значи нема повеќе примање на некои кадри како што се архивари, референти, економисти, правници, затоа што тоа е веќе пополнето работно место. Се стремиме само кон примање на агрономи со цел да го пренесеме гласот на агенцијата до крајната наша цела, тоа се земјоделците, преку советниците. Тие се тие што можат да кажат што работи агенцијата, кои се проектите на владата на Република Македонија или што треба да направи едно земјоделско стопанство или фармер за да ги добие условите, бенефициите или субвенциите од државата. Главната канцеларија, односно дирекцијата е сместена во Битола, додека имаме 30 надворешни канцеларии кои што се поделени во 6 регионални центри. Дополнително имаме 46 дисперзирани канцеларии кои што се пред се во поголеми рурални места или рурални општини со цел земјоделците да не патуваат до регионалните единици или регионалните центри, туку своите совети или укажувања да ги добијат преку советниците кои што работат во дисперзираните канцеларии. Конкретно е за Велес, покрај регионалната единица во Велес имаме дисперзирана канцеларија во Извор и во Чашка. Што значи мештаните, односно фармерите од Извор и Чашка не мора да дојдат до Велес, истите совети може да ги добијат и во нивното место, односно Извор и Чашка, со тоа што имаме постојано вработен во тие две места со распоред на кои денови во кое место ќе работи вработениот. Во регионалната единица имаме двајца вработени со стремеж за вработување на дополнително уште еден и се разбира во дисперзираната треба или во Чашка или во Извор да биде уште еден вработен, исто така агроном, по специјалност да видиме прво да се направи анализа кој е тој кадар што ни треба, ќе биде вработен кадар каков што бара теренот и се со полно работно време од 8 часа во дисперзираната канцеларија. Порано имаше некоја посета, зборувам пред да дојдам јас на оваа функција, еднаш месечно или еднаш неделно на поста, сега дисперзираните канцеларии се оживеани, така да имаме постојано работно време од 8 часа во сите канцеларии со постојано работен човек. Што ова, се извинувам, конкретно значи за земјоделците? Дали може би го скратува времето на она доаѓање во Велес, прибирање информации, враќање во своите средини? Па не само да додиме од тој аспект дека земјоделецот треба да дојде кај нас. Многу потешко е вработениот од Велес, ако зборуваме за Велес, да појде во Извор, да потроши толку многу време, отколку советникот што е веќе во Извор да појде до фармата кај што е самиот земјоделец во Извор или во Чашка. Значи не само додиме на мислењето дека треба земјоделецот да не пости. Работа на советникот е тој да го посети земјоделецот. Не е нашата административна работа. Советниците во агенцијата не треба толку да седат во канцеларија, затоа и се гледа успехот во последните 2 години. Тоа ќе го проследиме според некои програми, доколку имаме време да зборуваме за тоа, дека со поста на терен, тет-а-тет средби, трибини организирани од наша страна, подпомогнати се разбира од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поканети гости од другите агенции и информирањето на земјоделците вроди со успех, односно со плод, со тоа што имаме зголемено побарување на субвенции или на некои програми со изготвување на технички предлог проекти. Уште повеќе ќе се стремиме кон тоа, затоа што поголем дел од буџетските средства што се во агенцијата се пренаменети кон теренски активности, така да немаме веќе потрошување на некои финански средства за работи кои што не се потребни во агенцијата, како што се правило порано. Сега сите средства се насочени само кон поста на земјоделците, односно теренски активности. Покрај посетата,
Имаме и обуки, така да на некои обуки ги покануваме земјоделците, додека па доколку има гости од странство, можеме нив да ги однесеме на земјоделските стопанства директно да се пренесе тоа знаење, односно искуство од другите држави. Еве конкретно ние сега како држава, односно како агенција сме изберени за подпредседател на Југоисточна Европа на советодавните служби, значи тоа е збир од сите советодавни служби на Југоисточна Европа, каде што ние сме подпредседатели. Конкретно јас сум подпредседател на советодавната служба на Југоисточна Европа и член на надзорен одбор и веќе организиравме средба со Хрватската советодавна служба, кои што ќе не посетат заедно со нивните советници, дел од советниците, но и дел од фармерите. Ќе видат на кој начин работиме ние, па тие ќе ни презентираат начин на кој што работат ние, кој е подобар начин за работа, за нашите услови ќе биде превзем. Доку хрватите одлучат дека нашиот начин за работа е веќе добар, ќе продолжиме во тој смер, односно во таа насока да работиме како што знаеме. Но доколку видиме дека нивното искуство е подобро, можеме да преземеме нешто од нив. Потоа имаме средба со советниците од Бугарија, Унгарија и така натаму. Поканети сме во Австрија во февруари, дел и од нивното искуство ќе преземеме и тоа се со цел да тоа што го знаеме ние или некои други држави да биде пренесено во земјоделските стопанства. Но сето тоа ќе потсетам и ќе потенцирам да биде само со фер однесување на советниците и на земјоделците. Подоцна ќе ви објаснам што значи тоа фер однесување на нас и на некој друг. Така, со оглед на тоа дека агенцијата ги опфаќа сите оние земјоделски гранки кои што ги има во впрочем земјоделието, побарувањата на земјоделците се многу и се различни, па еве кои се мерки можеби бележат најголема искористеност од страна на земјоделците, а подоцна ќе поразговараме и поединачно за секоја. Од мерките кои што се во проекти, односно во програма на Министерството на земјоделство, шумарство и водостопанство, како преку финансирање преку владата на Република Македонија, се националната програма, субвенционирањето и ИПАРД програмата. Овде во националната програма, со програмата за рурален развој е поширок поим, каде што влегува субвенционирање за органско производство, за пластеници, мерка имаме 121 за набавка на механизација, мерка 112 за млад земјоделец, кои што потоа детално ќе ги објасниме доколку сакате, и се разбира ИПАРД програмата, која што има 3 подмерки, тоа е мерката 101 која што представува реновирање, односно обновување на земјоделска механизација, мерка 103 која што представува производство односно изградба на откупни и производни капацитети и мерката 302 која што представува диверзификација во рурални средини, односно изградба на хотели, домови за старци, потоа одгледувалиште на било што е поврзано со руралниот развој во рурални средини. Тие се со посебни услови за работа и пред програмата наспроти националната, но да подсетиме дека немаат ништо заедничко националната со ИПАРД, освен финансиите кои што во националната програма се 100% финансирани од владата на Република Македонија, додека во ИПАРД само 25% од 100% се финансирани од владата, 75% се од Европска унија. Оној што може да аплицира на националната или добил може да се аплицира на ИПАРД, тој што добил на ИПАРД може да аплицира на националната. Во ИПАРД програмата може да аплицира секој повик, истиот земјоделец, додека во националната програма по едно добивање на истите површински капацитети не може повеќе да добива. Можеме подетално да зборуваме подоцна со бројки кои се имат најмногу добиено, во која мерка, кој е начинот на зголемување на одобрување на тие технички предлог проекти или пак зошто не се одобрени до сега. Така. Следново аплицирање кое што ќе биде за земјоделците ќе биде и електронски. Што ова веќе значи? Дали можеби ќе се намалат оние гужви кои што се ствараат бидејќи нели македонскиот народ е едноставно така роден, секогаш во последните денови да доаѓа да аплицира. Точно. Пилот проект за електронското аплицирање беше националната програма во месец јули и август. Во тој период 60 дена беше објавена и беше тест програма да видиме колку ќе биде тоа успешно. Се покажа како многу успешно и претпоставуваме дека во натамошниот период и ИПАРД ќе биде со електронско работење. Веќе националната програма преку мерката 121 и се надевам мерката 112 за млад земјоделец ќе биде преку електронско, но со искрени надежди дека и ИПАРД ќе биде со истото. Целта не е само гужвите. Гужвите не го прават електронското работење или хард копи работењето, односно печатење на хартија. Гужвата секогаш настанува само поради земјоделците. Дел поради тоа што ние не сме совесни доволно на работа,
пример земјоделецот чека, ние излегуваме на кафе пауза или доручикот ни дошол, уште го имаме тој менталитет дека најважно е да се одмориме на работа или прво да ги завршиме нашите лични обврски, па потоа да ги услужиме странките, што верувајте сигурно е веќе така во Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Не сум релевантен да зборам за другите институции, но кај нас не е така. Тоа со сигурност ви го кажувам. Да, сме се уверили неколку пати дека тоа не е така. Ако сакате тоа да го видите, можете слободно да не посетите. Но има и доза на вина кај самите земјоделци. Ако речеме дека последен дека апликации за субвенционирање, пример за млеко се во некој период од април до мај, последен период е крајот на месец мај, сите земјоделци доаѓаат во последните 10 дена од месец мај. Тогаш настанува најголемата гужва. Никој не оди во почетокот на април. Никој не аплицира на националната програма во првите денови од месец јули. Сите дојдеа во крајот на месец август. Иако рековме дека може да постои можноста за прв дојден, прв услужен. Значи тоа не им е важно затоа што и земјоделците се разбира, тие имат некои своји работни обврски и пред се на нив им е најважна фармата, не аплицирањето, но треба да се знаат самите дека аплицирањето е отворено само ради нив. Не за да се даде на советниците дополнителна задача, ние имаме веќе задача, тоа е советодавна служба, ние сме само припомош во аплицирањето. Тоа го правиме само за полесно изведување на аплицирањето на земјоделците, не на Министерството за земјоделство, не на платежна агенција, туку само заради земјоделците. Електронското аплицирање се покаже успешно затоа што на брз начин се доставуваат податоците во платежна агенција, лесно се гледат затоа што веќе се во електронска форма и нема простор за малверзации. Значи еднаш пример земјоделецот рекол или пуштил документ дека има внатре со 5 хектари земја, па бил грешно издаден, во електронското работење нема такви грешки. Тоа што е внесено во единствен регистар на земјоделско стопанство се гледа и од министерство и од платежна агенција. Тоа што го пријавил во времето на пријавување, тоа ќе се види за времето на аплицирање. Затоа и пред самиот повик рековме дека за аплицирање е потребно профактура за набавка на механизација и евидентирање во единствен регистар на земјоделски стопанства. Околу 80 земјоделци беа одбиени, иако има 100 бода во бодовно салдо, само затоа што има направено пропуст во евидентирањето на своите површински капацитети. Од некои причини, не кажувам кои се, тие најдобро си знаат, не ги пријавија своите површински капацитети во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Иако во секое рурално место преку трибини на кои присуствував јас, беше убаво, децидно, прецизно кажано дека мора тоа да го направат, да си ги евидентираат своите површински капацитети со цел да може да се гледа во електронското работење во Скопје. Тоа тие што го направија, веќе се одобрени, веќе се и набавени механизациите. Мислам дека за кратко време ќе почне и враќањето на почетната инвестиција, која што беше меѓу 50 и 75%, за што ќе поразговараме подоцна. Целта беше да се направи тест програма, како што кажав, успешна е, што значи од сега натаму тоа ќе се работи. Знаеме, свесни сме дека сите земјоделски стопанства, иако сме во ера на нова технологија, дека немат дома компјутери или дека немат мейлови, но затоа советниците, нашите советници, им ги отвараат тие мейлови, им аплицира електронски. Сето тоа што ќе се вратеше, ние имавме пристап на нивните мейлови, затоа што тие преку нашите компјутери влегува на нивниот мейл, се гледаше дали е одобрен, дали е одбиен, дали треба дополнување на документи и потоа следуваше понатамошна постапка, дали да ќе го дополни документот, дали ќе појде на подпис за решение за набавка на механизација или за исплата. Целта беше да советниците им помогнат на земјоделците со тоа што тие извршува електронската апликација. Знаеме дека понатамошната идеја е самите да аплицираат земјоделските стопанства, но и свесни сме дека земјоделските стопанства во Република Македонија се околу 55 до 60 години на возраст, што значи не се толку обучени да може сами да аплицираат. Затоа постои Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството да ги услужи советниците на професионален и на било кој можен начин со цел за успех во земјоделството. Тоа е профит од иста површина, зголемување на површина и добивање на сите бенефиции што ги нуди државата. Дали може би сте размислувале за некаков тип на обуки на земјоделците по однос на ова прашање електронско аплицирање? Дали може би било поолеснително за нив лично или пак може би вака сепак поедноставно? Да, добро е што потсетивте, веќе со Ѓорѓе Мартиновски, кој што беше ректор на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и декан на земјоделскиот факултет претходно, сме во проект со што ќе има обука на сите земјоделци во сите рурални места, со тоа што тие ќе носат лаптоп компјутери и секоја потребна опрема, дополнително и печатачи, за прво да се обучат земјоделците што е тоа од основна IT технологија, а потоа и начин на работа со компјутерите.
Пред се од начин на работа на компјутерите не значи правење на PowerPoint презентации или Excel табели, туку начин на аплицирање. Проектот е во тек, чекаме само известување од кога тоа може да се почне. Првите преговори се направени, меморандум за соработка е потпишан и чекаме Ѓорѓе Мартиновски со неговиот тим да ни каже од кога можеме да започнеме. Со започнувањето ќе ги информираме сите земјоделци во кој термин, во која сала ќе биде поставена таа електронска опрема, со цел да почне обуката за нивно работење на компјутерска технологија. Точно дека малку ќе биде смешно да човекот со 100 крави од утре ќе работи со компјутер, но тоа е иднината. Кога бевме во поста на Финска, секој земјоделец апликацијата за субвенција прави сам. Значи таму нема агенти, инспектори, советници од Министерството за земјоделство, нема истите такви инспектори од платежна или од Агенција за поткрепување на развој на земјоделството. Туку секој земјоделец сам се приклучува на програмата на Министерството за земјоделство и сам евидентира колку има од капацитетите со кои што работи. Дали се тоа овошки, дали е лозје, дали се поледелски култури или дали е стока. Единствената двојазност, односно мојот сомнеж беше што доколку земјоделецот има пример 100 крави, ама ќе напише 150. Самите луѓе рекоа дека во Северна Европа не постои збор што ако. Значи таму нема лажење. Ако има 100, ги пишува 100. Никош не направиле контрола во последните 8 години. Една штик пробата имат направено пред 8 години и се утврдило дека сето тоа што е напишано е точно и така се исплаќа број на субвенции. Може би и во Македонија ќе се случи тоа. Може, за не знам кое е идно време, но би требало да се случи. Така. Затоа реков треба да почнеме фер да работиме и ние и земјоделците. Така, кога веќе разговараме за овие активности и мерки, односно за конкретно за агенцијата, еве овде да го споменеме и она според мене неодговорно однесување на дополнителниот заменик министер од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Николовски, кој што вчера, односно пред 2-3 дена ги остави земјоделците од Кавадарачко, Неготинско да чекаат. Како еве конкретно вие го коментирате? Мој размислување? Да. Да, еве ќе ви кажам. Значи не е важно од која партија е дополнителниот заменик министер, може и од која националност да е и од која партија да е. Ако луѓето не те сакат, немој да одиш таму кај што не треба. Точно е дека не можеш секогаш да удоволиш на секого. Јас знам дека не сум тој семоќниот или сезнаениот или најдобриот. Но ако негде се работи како што треба, тоа е во Велес, и ако Тони Тасков со неговиот тим, со советниците од агенцијата, од регионалната единица на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството веќе имат неколку успешни технички предлог проекти направено, и сега земјоделците се многу задоволни од тоа, и сега доаѓа од една страна човек, што не кажувам кој име или партија, го спомнав тоа веќе еднаш, и вели дека после 24 нема да биде така, плюс субвенциите ќе се прекинат затоа што буџетот не бил изгласан или ќе има ребаланс на буџет, па не треба толку механизација да добивате, не знам зашо треба друго да се инвестира, па ги оптеретува земјоделците со работи што не се за нив. Земјоделецот го интересира механизација, профит од своји површински капацитети и со свој имот. Не го интересираат ни некои други проекти, ни образование, ни здравство, ни труд и социјал. Истото се случи во Кавадарци и Неготино. Најавува посета, не доаѓа. Тоа е неодговорно. Точно е дека заменик министер е, значи има обврски, може да биде повикан на влада, може да биде повикан на некој друг состанок. Но најважно за директор за Агенција за поткрепување на развој на земјоделството, на Агенција за храна и ветеринарство, на платежна агенција, на заменик министер или министер за земјоделство, шумарство и водостопанство е земјоделецот. Значи се остава на страна, се шиканира, освен земјоделецот. Верувајте дека ние плата, овие 4-5 институции што ги набрав, земаат само поради земјоделските стопанства во Република Македонија. Тие се 172.000 регистрирани во државата. 190.000 се присутни, некои од нив не се регистрираат затоа што не сакат да го исполнуваат правото за субвенции или пак не можат, пример, не му се решени имотно-правните односи за земјата и не може да ги префрне своје име затоа што и со тоа не ги исполнува условите за субвенционирање, но не можеш да оставиш некого да те чека од кого зависиш. Токму од тие луѓето што мрзнеа во Неготино и Кавадарци 3 часа, тоа е од нив платен или пак за нив е платен. Значи данокот од платата на сите вработени во државата се одделува за министерот и заменик министерот за земјоделие за да ги услужи земјоделците. Затоа треба телефонот да биде отворен 24 часа, затоа канцелариите во Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството работат двосменски, затоа во
Код кога имаме национална програма, ИПАРД програма или субвенционирање, одиме да помагаме на министрот за земјоделство, шумарство и водостопанство, или пак работиме во нивните канцеларии, или пак нашите канцеларии се отворени подолго време, или пак не работиме 8 часа, работиме некојаш 12 часа, тие после дополнителните 4 часа ние знаеме како да ги регулираме, се со цел земјоделецот да биде задоволен, да не стане збор незадоволен. Значи само да биде услужен, професионално и да иде задоволен. Само тоа е за нас резултат и оценка дека сме на прав пат. Тоа што некој во своето работење доаѓа пред еден месец на функција и сега сака сите да го чекаат, не е етички. Не е дали е бил земјоделецот, дали бил Игор Златков или водителката од Канал 1. Работа е што во етиката на работењето, каде што ќе се договориш во тоа и тоа време, треба да присуствуваш. Тоа значи професионализам. Точно е дека може не од таа бранша, од агрономијата, новиот дополнителниот заменик министер и други имало заменици министри или министри што не се од таа бранша, но работењето и посетувањето на земјоделците од нив ги направило успешни. Значи затоа пак има советници, државни секретари, државни советници во тие министерства што ќе му помогнат да го советуваат како да постапат, затоа што не знае и тој се. И јас не знам се, но затоа се консултирам со советниците. Затоа и пред да започне емисијата ви реков дека најдобриот за оранжериско производство, тоа е Стојан Глигоров од агенцијата, можам да го поканам да ви биде гостин или ве поканувам вас вие да бидете гостин кај него. Значи не знам и јас се, но затоа има некој што знае повеќе од мене во таа област. Затоа имаме 116 вработени. Така. Ако едниот знаеше се, ќе беше само еден вработен. Да. Она што сакам да проговориме е моментално најактуелната мерка односно програма која што кај земјоделците е многу актуелна и која што е многу испатлива, тоа е ИПАРД програмата. Ке може ли малце подетално да ни ги објасните сите оние работи кои што треба земјоделците? Верувам дека голем дел од нив веќе ги знаат, они услови кои што треба да ги исполнат, меѓутоа за оние кои што можеби сега започнале да се занимаваат со земјоделието, да ни ги кажете сите оние постулати кои што се во ИПАРД. Само една корекција во тоа кога велите најисплатлива, не ИПАРД дека најисплатлива мерка во како проект на владата на Република Македонија, имаме неколку мерки кои што се сите подеднакво исплатливи, но една од стапов од сите нив, тоа е мерката млад земјоделец. Доколку станува збор за повраток на почетна инвестиција, во ИПАРД програмата имаме повраток до 75%, меѓу 50 и 75%. Не може да земе помалку од 50, не може да земе повеќе од 75%. Оваа година 2015 реколта преку ИПАРД комитет одлучивме, што беше најавувано од страна од врвот на владата, од премиерот па се до мене, дека секое Босилово, Новац и Могила, затоа што се поплавени подрачје, ќе бидат со повраток на инвестиција од 75%, а за сите оние земјоделски стопанства кои што ќе приложат документ дека биле поплавени со поплавите од јануари, февруари и март, ќе бидат исто така со повраток од 75%. Значи не значи ако комшијата е поплавен, дека и вие ќе бидете обештетени, односно со повраток на инвестиција од 75%, ама тој ако донел документ дека имало пописна комисија за поплави, дека вие сте немале, ќе бидете со 75%. Освен Босилово, Новац и Могила, сите други ќе бидат само со доставување на писмен документ дека ги поминала комисија и дека утврдиле штети од поплава. Кај ИПАРД програмата рековме дека е најмалку 50%, најмногу 75%. Кај националната програма исто така имаме 50 до 75%, кај мерката 121, каде што доколку станува збор за рурално подрачје неразвиено, имаме повраток на инвестиција од 75%. Доколку е регуларно земјоделско стопанство, тогаш е 50%. Значи еве малку сликовито. Аплицира земјоделското стопанство за механизација од 10.000 евра на националната програма. Доколку е според табеларен преглед издаден од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, а ние тоа го имаме во агенцијата и земјоделецот се интересира и да не се интересира советникот ќе му го каже затоа што тоа му е работа, тогаш може да има повраток, ако е од неразвиено рурално подрачје, 75%. Доколку од развиено, 50%. Доколку е млад земјоделец, 55% или жена земјоделец. Кај ИПАРД програмата, доколку е жена земјоделец е 55%, доколку е поплавено е 75%, доколку е со надморска висина на местото каде што се одгледува културата е 65%. Но има една мерка која што е 112 од националната програма за рурален развој. Таа гласи млад земјоделец. Секој оној кој што е помеѓу 18 и 40 години и во последните 18 месеци се регистрирал како млад земјоделец, може да добие повраток на инвестиција од 100%. Тоа значи, доколку аплицира за
се што е поврзано со наставка рурален развој или аграр, тоа механизација, набавка на садни материјали, набавка на семенски материјали, стока, грло, изградба на било каков капацитет со вредност до 10.000 евра, 100% ќе биде покриено од трошоците. Доколку инвестицијата е 11.000 евра, 1.000 евра ќе си плати сам, 10.000 евра ќе си плати државата. Доколку инвестицијата е 9.000 евра, сите 9.000 ќе му бидат покриени. Значи до 10.000 евра 100% покрива државата, над 10.000 евра е 10.000 од државата, натаму е се од негов буџет. Значи најисплатливо според мене е млад земјоделец. Тоа е целта, државата младите луѓе да ги задржи во местата од кај што доаѓаат. Но се уште младите да го продадат имотот на своите родители, да заминат во големите градови, кои што е, например, Скопје или Битола или кај да оди, да живее во гарсонјера и да го чека моментот кога ќе има штрајк пред владата за да каже немам плата, немам од што да живеам. Да, затоа што немаш од што да живееш, државата ти вели еве ти 10.000 евра да почнеш на нивите на таткот и да почнеш да работиш. Знаеме ние не сме Катар, ние не можеме на секого да му удоволиме да работи во државна администрација или да зема плата 60.000 денари. Да. А затоа ги поттикнуваме младите луѓе да почнат да се бават со земјоделство, затоа што е исплатливо. Ако веќе на се има субвенционирање во државата, зошто тоа да не биде искористено? 150 милиона евра во последната година беа исплатени само за субвенционирање, за директни плаќања. Овде може да дадете национална програма, може да дадете ИПАРД програма, да видите колку пари се слеваат само во ресорот земјоделство. Владата знае дека овој ресор е најважен. Самите старите луѓе веќе знаат богато село, богата држава. Значи колку сме поразвиени во руралните подрачја, толку сме како држава поразвиени. Така. Кога веќе ја спомнавме и програмата за млад земјоделец, еве поконкретно да не кажете нешто повеќе и за неа. Да. Во 2013 година беше за прв пат објавена, на која што имаше 20 апликации. Сите 20 апликации беа одобрени. Во 2014 имавме 42 апликации и тие беа одобрени. И во 2015 со зголемен број на трибини и информираност до земјоделците направивме 138 апликации. 138 кои што беа изготвени од советниците на агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството беа одобрени. 1.380.000 евра до пред еден месец беа исплатени на сметките на младите земјоделци. Со тие 1.380.000 некој направи оранжерија, некој купи механизација, некој направи овошен насад. Парите беа наменски потрошени, значи не се дават парите за било каков трошок. Треба да се достави документација дека се инвестира во аграрот. Со таа документација се чека само повраток на инвестицијата од страна на платежна агенција. Наспроти тоа, националната програма исто така бележи еден голем пораст со рапиден скок во последните 2 години. Еве како пример дека во 2014 имавме 243 апликации за националната програма, додека во 2015 имаме 1750 апликации. Можете процентуално да извадите колку е тоа зголеменост, но од тие 1750 околу 920 беа одобрени, затоа што дел не си ги пополнија своите површински капацитети во единствен регистар на земјоделски стопанства, некои веќе аплицираа со нешто што е невозможно. Пример се пријавува со површински капацитет од 0,5 хектари за тутун, а пријавува трактор со 105 конски сили, кој што нема потреба да се инвестира од 30-40.000 евра земјоделска машина, која што може да биде обработувана со многу поевтина или поевтина машина или со машина која што има многу помал број на конски сили. Значи такви нелогични предмети беа одбиени, не целосна документација како што е без површински капацитети беа одбиени, но тоа ќе биде поука за следен пат. Овде грешката беше на земјоделците, не е на советниците на агенцијата, не е на оние кои што ги одобруваат проектите, беше точно на земјоделците. Наместо да ги посетат советниците на агенцијата за поттикнување на развој на земјоделците, тие одеа кај некои приватни консултанти кои што земаат пари само за изготвен предлог проект. Не ги земаат парите по добивање на решение дека е одобрен, туку за време на изготвувањето му зема 3 до 5% од вредноста на апликацијата. Сликовит пример, доколку апликацијата е 20.000 евра, оној кој што ќе му направи приватен консултант, апликацијата му вели 6.000 денари или 600 евра ќе дадеш само за изготвување. Ги дава тие 600 евра, чека одговор, не е добитен. Затоа што приватниот консултант му е најважно да земе пари. Нашите советници се платени веќе од државата, воопшто не му е важно дали ќе биде таа апликација 10 или 20.000 евра. Ние ги имаме поминато сите обуки за национална програма или за ИПАРД програма. Има ИПАРД комитет во државата, се состанува ИПАРД комитетот, се одлучува кога ќе биде
повик и претходно почнуваме со обука преку платежна агенција и преку Министерството за земјоделство. Најдобро обучените луѓе од тие две институции ги обучуваат советниците од агенцијата за новитетите во ИПАРТ програмата или националната програма. Пример, електронското работење, нашите советници беа први обучени и најдобро обучени како да бидат апликациите професионално направени. Се направија и скоро сите апликации од советниците кои што беа изготвени беа одобрени. Проблемот беше што имаше некои апликации направени од приватни консултанти, а некои и од некои куќи кои што продаваат механизација. Иако беше сугерирано до таквите куќи кои што набавуваат механизација дека не се тие за изготвување на такви технички предлог проекти, туку советниците на своја рака го прават тоа. По жалбата на земјоделците дека се одбиени, не можеме ние ништо да направиме затоа што немаме преглед во тоа што тие куќи го правеле за набавка на механизација и ги препраќавме таму. Може не е етички, но кога немам податоци нема што да направам. Приговорот нека го прави оној што го сгрешил. Така. Оно што исто така е актуелно кај земјоделците, па и кај младите земјоделци е органското производство. Се повеќе расте бројот на оние кои што сакаат да се занимаваат со оваа гранка од земјоделието и е оној позитивен тренд, да речам, затоа што органското производство по мене лично е многу по добро да се одгледува отколку она конвенционално. Да позборуваме и за тоа. Една од главните причини зошто е атрактивно органското производство во земјоделството е дополнително субвенционирање. Значи, наспроти обичното работење со земјоделството или обичните производи, 2 до 5% имаме безголемени субвенции кај органското производство. Но, што треба да има секој оној кој што сака да се занимава со органско производство? Прво, тоа треба да има сертификат. Сертификатот го издаваат две сертифицирани тела во Република Македонија. Тие две тела го посетуваат на ниво на година. Сертификатот важи само една година. Го посетуваат, одлучуваат дали е земјоделското стопанство спремно да работи по сертификат на органско производство. Доколку е тоа изводливо, доколку е во стандардите на органско производство, му се издава сертификат. Тој сертификат, како напомена до сите земјоделски стопанства кои што се заинтересирани за органско производство, 50% е субвенционирано од државата. Тој сертификат, ако вреди 100 евра, 50 евра ги покрива државата. Значи и овде имаме субвенции. Откако тоа ќе се направи, земјоделецот веќе е сертифициран органски производител. Со изготвување на тој сертификат и со веќе производството на органско земјоделство, земјоделецот може да ги добија 2 до 5% дополнителни субвенции од државата. Без разлика дали за пазар во државата или за извоз. Затоа велиме од 2 до 5, во зависност дали ќе се продаде производот во државата или ќе оди надвор. 2 до 5% е од вредноста на производот што ќе го произведе самиот тој. Што е со пласирање на пазарот овие органски производства? Знаеме дека во странство ова е многу нормално, меѓутоа што е со македонскиот пазар? Се уште не сме свесни што значи органско производство, ама според мене и не треба да бидеме толку свесни. Ние се уште сме чиста држава. Доку јадете зеленчук во северозападни европски држави, ќе видите разликата, не зборуваме за органски производи, зборуваме за обични производи. Или пак да ги споредиме органските производи во северозападна Европа со обичните производи во Република Македонија. Број на сончеви денови, инсолација на сонце во тек на еден ден. Тоа е тоа што допринесува за здрав и квалитетен производ. Во северозападни држави нема доволно сонце, има точно дека има голема индустрија, затоа и се богати држави, но затоа се испремни да дадат повеќе пари. Тие го немаат тој квалитет што ние го уживаме при конзумирање на овош или на зеленчук во нашата држава. Тоа не е секојдневие. Не ни треба на нас, барем лично ако ме прашате, не ни треба на нас некој органско производство со некоја голема разлика во цената. Точно е дека е добро да постои, добро е да има и разлика меѓу едното и другото за да се научат луѓето што е разликата, но не треба да има голема разлика. Точно е, за сите оние кои што ќе извезуваат, нека постои разлика, затоа што луѓето во некои држави се спремни да платат многу големи пари за да уживаат во квалитет на органски производ. Но тоа е во тие држави кај што не знаат или не можат да вкусат што е обичен производ. Да пробате ресенска јаболка, без разлика што е малку повеќе третирана со пестицид, наспроти органска јаболка во Република Македонија има разлика. Но да пробате ресенска јаболка, која што не е органска, со било која органска јаболка во северозападна Европа има многу голема разлика. Нашата е многу поквалитетна. Така е. Она што моментално е најактуелно кај оние земјоделци кои што се занимаваат со тутун е токму откупот. Неодамна започна истиот, кој е годинешниот квалитет, кои се информациите? Добро. Од 15 ноември до 15 декември е законска рамка за започнување на откуп на тутун.
Тоа значи со изготвување на тутунски мостри кои што се верификуваат од комисија за верификување на мостри составена од представници од Министерството за земјоделство, Институтот за тутун и фирмите кои што откупуваат тутун, се разбира и здружениите на тутунопроизводители, се верификуваат мостри најкасно до 15 ноември. Тоа значи законски после 15 ноември до 15 декември може да започне откуп. Оваа година имавме малку проблем со некои фирми кои што не можеа да приложат банкарска гаранција за започнување на откуп, затоа што треба да имаме покриеност на фирмите, дека имаат доволно пари за да ги исплатат земјоделците за тутун, за откупена количина на тутун, поучени од претходната година, што се случи со фирмата во Радовиш, затоа што откупува, па собственикот немал наводно средства да ги исплати, па потоа интервенираше државата, се со цел тутунарите да бидат задоволни. Поодучени од ова, одлучивме оваа година да имат сите банкарска гаранција. По приложување на истата започна откупот. Откупот на тутун е за секоја година различен. Но линијата на откуп на тутун представува политика на фирмата што ќе откупува тутун со мерилата за откуп на тутун што ги дава владата на Република Македонија, односно Министерството за земјоделство. Доколку на државата, односно доколку на фирмата што откупува и е потребно тутун, а понудата на тутун е помала, тогаш цената на тутунот расте. Доколку побарувачката на тутун е помала, а понудата е зголемена, тоа е правило на пазарот, тогаш цената е пониска. Но овде има еден фактор кој што се вика квалитет, кој што е пресуден во цената. Оваа година тутунот е многу поквалитетен од претходната година. Како што реков, секоја година е засебна, сама за себе, односно секоја реколта. Претходната реколта имаше просечна откупна цена од 118 денари. Земјоделците уште во август знаеа дека поради недоволно сонце или сончеви денови во текот на вегетациониот период на тутунот и период кога требаше да се суши тутунот, знаеа дека нема да има квалитетен тутун. И затоа знаеа и очекуваа дека ќе нема доволно цена. И покрај тоа што фирмите сами кажуваат дека нема квалитетен тутун, некој од земјоделците реагира. Државата реагира на тоа со 60 денари субвенционирање по откупен килограм тутун. Значи не за произведен, за секој оној кој што има предадено во откупна фирма, го има предадено своето количество на тутун. Тие го потоа предложуваат на катастарот на производители, односно листа на производители, до платежна агенција и согласно на таа листа се исплаќаат тутунарите. Оваа година тутунот започна со една висока просечна цена. Тоа е 175, пред некој ден беше 180, но јас на некоја телевизија се мислам дека беше на емисијата Бразди, кажав дека оваа година тутунот може да дојде до 210 просечна цена. Зошто е 180 и зошто очекувам да биде 210? Секогаш производителите, затоа што ако зборуваме за тутунарите, тие се паметни луѓе, барем во аспект на пазар. Тој не го носи целото количество во првите денови и не го носи, се разбира, најдоброто количество од најдобриот дел од своето количество. Го носи најлошиот, односно понет квалитетниот дел од производството со цел да го опипа пулсот на фирмите кои што откупуваат, да видат која е просечната откупна цена. Значи само го тестираат откупувачот. Таа пониска цена затоа што се носат пониските инсерции од стракот на тутунот кои што се носители на пониска класа. Но исто го знаат пак и откупувачите. Ако го знам јас, значи го знаат и откупувачите. Затоа па и тие почнуваат со една малку построга линија до момент кога ќе ги пуштат границите затоа што им е потребна количина. Зошто велам потребна количина? 25.390 килограми, 25.000 тона, 390.000 се договорени во државата за откуп на тутун. Но производството не е толкова. Производството, според мене, од извршена зелена сува таксација што го прават откупните фирми и со моето согледување на терен е негде околу 21 милион килограми. Сега, разликата е околу 4 милиони. Значи, ова ќе го направи тој, тие 4 милиона ќе направат да има зголемена побарувачка и, како што реков, пресудно е квалитетот. Откако ќе почнат производители да ги носат високите берби, тоа се врвот, подврвот, горно средниот лист, кои што се носители на висока класа, тоа е првата класа, веднаш ќе започне скокање на цената. Вашата уредничка пред некој време рече дека во Бузалково имало ниска просечна. Точно е, имало незадоволни производители. Да. Бузалково е реон со најнеквалитетен тутун во Република Македонија. А зошто е тоа така? Затоа што има такво поднебе, има таква почва, има такво поднебе. Тие се производители на големи количини на тутун, кои што немаат толку добра домашна манипулација како што имат, пример, производителите од Прилеп. Во Прилеп се мали производители од аспект на површина, во Бузалково се многу големи. Да видите јарма бала направена од Прилеп и да споредите со кутија направена во Бузалково, ќе видите голема разлика.
Тоа е органолептичка проценка на тутун. Значи, се гледа надворешниот изглед на балата, се гледа внатре што има во балата, значи се гледа да не има нетутунски материјали кои што може да бидат казни поени и колку измешана балата внатре. Според законот вели дека се проценува на најниската класа која што ќе се најде во јарма балата или во кутијата. Тоа значи ако го измешате тутунот намерно при домашната манипулација, ставите секакви берби, тоа ќе се оцени на тоа што е најниско. Тоа е познато во некои краеви. Тоа се прави во Дебреште, се прави во Бузалково, значи кај големите производители кои што има 7-8 тона. Тој нема време да го скалапи во еден месец, затоа што има и други активности, во исто време има и сток. Но затоа пак луѓето кои што го знаат тоа или кои што го веќе окусиле на сопствена кожа, го манипулираат, односно го калапат тутунот дома на најпрофесионален начин. Значи една класа во секоја јарма, бала или кутија, сето тоа што не чини го става во некоја друга која што ќе биде процената може и на најниска класа, нека и на четворка. Но затоа па се друго ќе оди во прва или во втора. Тие баш тутунари кои што ќе почнат со поносење на своите тутуни во подоцнешниот период, односно во натамошниот, ќе видите дека ќе скока цената и мислам дека ќе биде 210. Моите очекувања се тоа. Најдобро ќе кажат резултатите на крајот, но ако почетната е 180, мислам дека ќе заврши 200 до 210. Така. Почитувани гледачи, јас овде предлагам да ја погледнеме, да го погледнеме и прилогот кој што нашата екипа го подготви на терен во однос на откупот на тутун. Откупот на годинешната реколта на жолтото злато во Велешко започна. Алијанси и Соцотап се двете компании кои воглавном ги имаат договорите со тутунарите. Според однапред утврдена динамика, тутунарите го носат обработениот производ на откупните пунктови. Според квалитетот на тутунот, задоволен, секој пат има можност за подобро, меѓутоа, добро. Тутунот е еден од основните култури што се работи во Иванковци, така да мислам дека и другите би требало да бидат задоволни со моментална ситуација во земјоделието, со субвенции, со мислам подршка од рурален развој, со механизација, трактори. Мислам дека ние сме меѓу првите села што имаме доста искористено од тие фондови. Па, мора да сме задоволни ако нема повеќе, што ќе правиме? Колку дадев, толку. Оваа година тутун имам 150 кило. Немаше киша да врне едно друго тоа. И па моментално реално го ценев спремо тутунот толку. Околу 23.000 тони, толку ќе тежи годинешниот род. Тоа е за околу 8.000 тони помалку од минатата година. Произведовме помалку, но поквалитетен тутун, велат тутунарите, кои оваа година очекуваат просечната цена да биде повисока од минатогодишната. Само во изминатите 2 години во општина Велес се вложени повеќе од 2,5 милиони евра по основ на субвенции исплатени на тутунопроизводителите кои што ги има најмногу и се најбројни земјоделци од општина Велес. Понатаму по бројност исто така многу ги има оние кои што се занимаваат со полјоделски култури и можам да кажам дека и тука се исплаќаат субвенции, се исплаќаат на сите оние кои што се занимаваат со производство на сите видови култури. Сојузот на тутунските здруженија, откупувачите и владата договорија исплатата на парите за откупениот тутун да биде најдоцна за 7 дена. За сега нема поплаки од тутунарите дека откупувачите не се придржуваат на овој договор. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во студио. Наш денешен соговорник е Игор Златков, кој што е директор на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Она што претходно го споменавме и пред програмата, ќе може ли само да ни ја пообјасните малку поопширно? И пред програмата е предпристапна помош за Република Македонија, односно за членките кои што се со статус за влез во Европска унија или на листа за чекање за влез во Европска унија. Во 2007 е подпишено за користење на ИПАРД фондовите, од 2009 започнува. Но на паралела меѓу годините. 2013 година имаме 243 апликации, во 2014 имаме 605 апликации и 2015 1170 апликации. Го гледате скокот од 200 на 1170, значи зголемување за отприлика 1000 апликации. Се аплицира на 3 мерки, тоа се мерката 101, односно набавка на механизација, 103
изградба на откупни преработувачки центри и мерката 302 диверзификација во рурални места. Најатрактивна е мерката за набавка на механизација, иако Европска унија секош ни предпочита, не е толку важна механизацијата колку што е важно изграда на преработувачки капацитети. И треба земјоделците да знаат, парите се во преработката, не само во производството. Значи секој оној кој што произведува треба да почне да мисли и на преработка. Може сам не може, но затоа постои субвенционирање на земјоделски задруги од страна на владата на Република Македонија. При што доколку 10 земјоделски стопанства се групираат во една земјоделска задруга, 90% од механизацијата е покриена од страна на државата. Има право на вработување на агроном, има право на вработување на менаџер, има зголемени субвенции 10 до 15%, има бенефиции, односно дополнителни 10% при агрохемиска анализа или при осигурување на земјоделски имоти. Но тоа е настрана. ИПАРД програмата се реализира во 2015 баш како што сме планирали. Голем број на апликации, големи средства за одобрување, целта е само сега да се одобри. Во моментот има контрола на терен од 7 тима, составени се 7 тима, значи порано беше 1, сега се 7 од страна на платежна агенција, кои што во најкраток можен рок ќе ги постат сите земјоделци да видат дали тоа што е напишано во апликацијата е веродостојно и на терен. Од кој ќе се утврди контролата, започнува информирање на земјоделците за решение за подпишување на договор. По подпишување на решение на договор настанува инвестирање за инвестицијата и потоа следува повраток на инвестиција, како што реков, меѓу 50 и 75%. Целта не е да останеме на 1170. Целта е да скокнеме што е можно повеќе. Дали преку мерка 103 или преку атрактивната мерка 101, не е важно. Важно е секој земјоделец да може да слушне за ИПАРД програмата и доколку е можно да аплицира. Многу мали критериуми се. 2 до 3 декари. 2 декари за градинарско производство, 3 декари за овощарство. Секој оној кој што има, значи 0,2 хектари може веќе да биде апликант. Потребна документација за апликација е само 14 документи. Беше 25, со ИПАРД комитет ги спуштивме на 14. Од тие 14, 4 се издаваат од Агенцијата за поттикнување развој на земјоделството, потоа имаме 3 документи од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и натаму се од УЈП дека не е должник и од катастер, односно имотните листови за земјоделецот. Реално 2 до 3 дена може да бидат извадени сите. Точно е, сега земјоделецот може да рече дека 2 до 3 дена се многу од неговиот дел од годината. Да, но ако со 2 до 3 дена ангажман добиеш повраток на инвестиција од 75% па и 50% нека се, е многу исплатливо. Ако знаеме сами дека за една лична карта да аплицираме, плаќаме пари, кај што нема повраток и чекаме на шалтер неколку време, па може да закажат за сликање после не знам колку дена, зошто да не го пробаме тоа кај ИПАРД, кај што треба само да вложиме 2 до 3 дена. Единствен документ за кој што се чека подолго е документот дека земјоделецот не должи спрема државата ништо, а таа потврда издава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Доколку на земјоделецот му е потребно побрзо, имаме меѓуинституционалната соработка кај што можеме да се ангажираме ние како агенција со цел побрзо да му биде испратен за да ја навреме испрати во платежна агенција. Но и оние кои што не можат да ги исполнат условите во првиот дел, односно при аплицирањето, платежна агенција не го одбива. Му вели еве ви рок дополнителен од 10 до 15 дена за допуна на документи. Значи и овде може земјоделецот да извади дополнување на документите или да го смени своето мислење за време на аплицирањето и да го поднесе. Ако пак не е задоволен, може со анекс кон договорот да промени дел од апликацијата. Значи се прави во државата со цел да може да се искористат средствата. Утре пак некој ќе суди, не е важно дали е опозиција или некоја индивидуална личност. Ќе судат дека дел од средства не се искористени. Да, не се искористени, ама не е поради вина на тој што го организира, туку поради вина може и на тој што аплицира. Значи ние треба секогаш да сакаме да стремиме кон тоа да ги искористиме средства, а не само да чекаме момент кога нешто нема да е како што треба па да почнеме да критикуваме. Точно е дека Словенија на времето аплицирала, односно искористувала 100% од ИПАРД средства. Друг е менталитетот таму, друг е менталитетот тука. Други се условите за работа во Словенија, други се во Македонија. Еве, како пример да знаете дека еден земјоделец аплицираше и на национална и на ИПАРД програма. И вели дека ако добијам на едната, ќе го откажам другата програма. Затоа се одбиваат средствата, затоа се враќаат во Европска унија. Затоа што земјоделецот ќе добие на националната и ќе рече не ми треба тие од ИПАРД, не го потпишувам договорот. Имаме плюс земјоделци кои што потпишувале решение, односно договор за набавка и не одат да ја направат инвестицијата никош. Кои се причините? Да, реални се причините, тоа се немање пари за набавка. ИПАРД програмата јасно кажува, прво инвестирате 100%, односно сами набавувате механизацијата, па потоа ИПАРД ви враќа 50 до 75%. Но сега новитет, сите оние кои што не можат да најдат 100% за инвестирање, започнува гарантниот фонд. Веќе е потпишано со Прокредит банка, од јануари стартува,
така да сите оние кои што сакат да ги подигнат тие средства може да се јават во сите банки. Претходно беше планот со 4 банки, тоа се Комерцијална, Халк банка, Стопанска банка, Битол и Прокредит банка. Сега веќе сите банки во Република Македонија кај што 50% од каматната стапка која што ќе ја подигне земјоделецот ќе биде субвенционирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со буџет на влада на Република Македонија. Значи ако пример, ако подигнете 10.000 евра кредит и ви рече банката дека тоа се 8% камата на ниво на година, при што значи 800 евра ќе треба да платите во тек на наредната година како камата плюс основицата, 400 евра ќе ви биде платено од страна на Министерството за земјоделство. Значи само 400 евра ќе биде вашиот дел за плаќање кон каматата. Значи сите услови се прават во државата да се искористат средствата. Но ова е повик и апел до земјоделците да почнат да аплицираат, односно да ги слушаат советите на советниците на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството. Аплицирајте, но на начин како што ќе ви кажеме ние. Не како што предпочитаат приватните консултантски куќи или па некои куќи, не сите, во државата кои што сами изготвуваат апликации, а воедно си добавувачи, односно продавачи на механизација. Да, токму овие мерки се потик за потикнување на земјоделците впрочем. Затоа си донесени во државата да се развие земјоделство. Ако беше секако што требаше, немаше да има ни една мерка. Точно. Затоа се извадени тие. Точно. Она што го спомнавте во контекст на ИПАРД програмата е субвенционирањето на правење на агрохемиска анализа на почвата. Што тоа всушност значи? Според новиот начин на работа, односно добра земјоделска хигиена и пракса, секој земјоделец ќе мора понатаму да почне да прави агрохемиска анализа на почва со цел да може да ги користи субвенциите во државата. Се разбира, потоа и ИПАРД и така натаму. Агрохемиска анализа на почва значи да се дознае кај едно земјоделско стопанство што од минерални материи постои во почвата, кај што ќе одгледува растителен производ, тоа се овоше, лозов насад и поледелски култури или градинарски, но што и тоа што и фали на површината со цел да има препорака за ѓубрење. Со земање на почвена проба, што ја прави, а тоа го прави советниците на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството, се прави просечна проба. Просечната проба се праќа во Скопје, односно во сертифицирана лабораторија, која што понатаму подложи на анализа на почвата. Откако ќе биде направена анализа на почвата, му се доставува документ од лабораторијата во која што се кажува што е најдено, но и препорака за ѓубрење. Тоа значи, ако се бара азот, фосфор, калиум, магнезиум, односно основни три елементи плюс дополнителни елементи, тука влегува и pH вредност, односно концентрација на водородни јодни во почва и хумус, содржина на хумус, му укажуваат процентот, односно застапеноста и што е тоа што фали, доколку пример земјоделското стопанство вели сакам да одгледувам пипер. Значи му кажуваат за културата пипер имате тој и тоа во површината, но за да успешно одгледувате ви фали од азот, фосфор и калиум тој и тој процент. Што значи од следната година немој да ѓубрите со се, туку ќе ѓубрите со дел од тие ѓубри што ги препорачува институтот, односно лабораторијата. Затоа што ако во површината има азот во изобилие, односно во доволна количина, нема потреба следната година пак да фрлате азот по ѓубре. Тоа е како да фрлате пари по површината и никош нема да биде искористено. Растението искористува толку колку што му е потребно. И тродупло повеќе да му ставите, нема да го искористи. Има биоритам, има метаболизам, има генетски потенцијал самото растение. Тоа што му е потребно ќе го земе, сето друго ќе биде промиено во почвата. Тоа што ќе се промие во почвата ќе излезе негде како загадување на почвени води, па ќе излезе во некои реки и езера, па ќе речеме нема екологија. Затоа следете ги упасвата, апел до земјоделците, од советниците, правете агрохемиска анализа и читате долу што е во препораката. Ако не можат сами, ние ќе им ја кажеме препораката со што ѓубре да се ѓубри со цел успешно производство и економично. И еве за крај, знам дека во последниот период многу се актуелни оние сајми кои што ги организира што Министерството, што чинам Фармерската федерација. Федерација на фармери. Ете така, што е она што имаат можност да научат земјоделците таму или пак можеби дел од советниците на подрачните единици, односно работните единици? На сите сајми што се организираат во Европа, не пошироко Европа, се поканети и советниците на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделство и скоро на сите сајми, доколку немаме некои други работни обврски кои што се поважни, присуствуваат нашите советници. На истите сајми се поканети и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и се разбира за оние за кои што се организира, тоа се земјоделците. Дел од оние кои што сакат да се прикажат со своји производи на сајмите се покриени од страна на трошоците, се покриени од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Но само ако станува збор за посета, некои федерации во државата, здруженија покриваат дел од трошоците.
Овде станува збор, пример, на хотелското сместување ќе биде покриено од здружение или од федерација, додека патните трошоци се на товар на самото земјоделско стопанство. Исто се случува и кај нас со одветниците, ние ги праќаме со цел да се види што се случува на тие сајми, што е новитет, што е од тоа искористливо за нашата република. Значи не се дека тоа што се произведува негде надвор од Македонија може да биде апликативно за кај нас, но затоа одиме за да видиме што е тоа што може да се искористи. Било да е теорија, било да е пракса. Се искористува ли тоа конкретно во Македонија? Да, Дел од тие па да, практики што кои мислите ги- како лешникот Джентиле, кој што италијанска сорта стигна во Македонија? Баш преку сајми и баш преку размена на искуство. На тие сајми не само што се гледа по штандови што се нуди, не само што се гледат сајми на отворено како што е во Бурса во Турција, кај што културата се гледа како е произведена и со што е ѓубрена или со што е третирана со цел да се види успехот. Се прави размена меѓу соработници од Турција и Македонија или некоја друга држава со Македонија со цел за понатамошна соработка. Па затоа настанува после импорт на такви производи преку наши овластени куќи кои што ќе бидат регистрирани за таа набавка, но овде па имаме инспекторат при Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство кој што ќе го инспектира сето тоа работење. Затоа имаше пред некое време во Струмица запленети толку и толку тони на вештачко ѓубре кое што не било согласно регулативата за влез во Република Македонија или не било со сертификат. Почитувани гледачи, се надевам дека овие информации кои што успеавме да ги издвоиме за вас заедно со мојот гостин Игор Златков ќе бидат од големо значење. Со нова тема се гледаме за 7 дена.